Се ширили стравот од пророштвото на крвавата месечина. Жарот на овие верување го разгорува и поклопувањето на трите ретки значајни астрономски појави на небото, кои ќе се случат на 20 март оваа година, а тоа се помрачување на сонцето, супермесечината и пролетната рамноденица. Некои христијански проповедници во светот ја гледаат токму апокалипсата на светот која ќе се случи со помрачување, односно откажување на функциите на сонцето и месечината. Како и да е, многумина на интернет се загрижени дека помрачувањето на сонцето е почеток на крајот на светот или порака од Бог дека се ближи судниот ден. Жарот на овие верувања го разгорува и поклопувањето на трите ретки значајни астрономски појави на небото кои ќе се случат утре. Тоа не е сега, тоа е било како ја што се сеќавам неколку пати. И што тоа е нормална појава. Верувате ли во крај на свет? Не. Крај на светот нема да има. Секојаш треба да имаме надеж и оптимизам у нас за се. И тоа, не знам, како разбират луѓето, како сваќаат, појавуваат се секакви некои гледа. Реци, глупости, тоа е чисти измислица. Светот ќе постоje со илјадници години. Не верувам тоа тие работи. Тоа може некогаш, ама ќе се забава, сега нема да биде. Не. Не верувам. Не верувам. Тоа е една природна појава која се повремено повтара и тоа е сосем нормално. Инаку пролетта започнува во петок во 23 часот и 45 минути, а истовремено за жителите на јужната полутопка започнува есента. Што се однесува до помрачувањето на сонцето, првиот контакт на сонцето со месечината ќе се забележи во 9 часот и 40 минути. Во 11 часот и 59 минути месечината ќе се симне од сонцето, односно ќе го има последниот контакт со ѕвездата. Максималното помрачување ќе биде во 10 часот и 49 минути, која ќе биде покриена 51% од површината на сонцето. Цела Европа ќе може да го гледа помрачувањето. За почеток сите ќе забележиме инстантно намалување на температурата. Сонцето започнува да ја губи кружната форма, а истовремено на земјата се менуваат сенките. Кога ќе погледнете во сенките од дрвјата ќе видите дека тие имаат чуден облик на полумесечина. Во моментот на максималното помрачување, целиот свет започнува да се бранува. Бранови од темно и светло може да се видат на дното на базените за пливање, а истите ги има секаде низ светот. Овие бранови може да бидат стационирани или да патуваат многу брзо. Но да пречекаме до утре 20 март и да видиме што од пророштвата е точно, а што неточно и како ќе завршат сите предвидувања за крајот на светот и за трите астрономски појави.